На 22 мај 1944 година убиена е Оливера Вера Јоцик, членка на СКОј и КПЈ, политички комесар, партизан, првоборец и народен херој. Вера била родена во 1923 година во Сингелич, Скопско, во семејство кое се доселило од Србија во Македонија после Балканските војни. Како гимназијалка станала членка на СКОј во 1941 година. По кратката априлска војна и нацистичката окупација на кралството Југославија, Вера Јоцик со своите сестри заминала за Валјево, каде се приклучила во Јастребачкиот партизански одред и била примена во КПЈ во октомври 1941 година. Но првото борбено искуство било непријатно. Зимата 1942 година таа тешко се разболела поради изложеноста на многу ниски температури. Најпрво била лечена низ околните села без успех, поради што било решено да се пренесе во Ниш на лекување. Откако закрепнала, останала извесен период во градот, каде се вработила во фабриката за тутун, но и таму продолжила да агитира и да ја врши својата револуционерна дејност. Во знак на благодарност подоцна, во дворот на истата фабрика е поставена нејзина биста. Од крајот на 1943 година била заменик политички комесар на комановските баталиони Орце Николов и Христијан Тодоровски Карпош, а од 24 февруари 1944 година и на првиот баталион на Третата македонска народно-ослободителна ударна бригада. Вера Јоцик учествувала во пролетната офанзива која се одвивала во мај и јуни 1944 година, при што единиците од Кумановско изведувале пробив кон Беласица и Егејска Македонија. Задачата да го пробие обрачот му била доверена на баталионот под политичко водство на Вера Јоцик. Во тие борби кај селото Страцин Кумановско на 20 мај 1944 година таа го извела првиот јуриш кон бугарските сили, пошто била тешко ранета. Партизаните ја извлекле и ја носеле на шаторско крило 3 дена и 3 ноќи. По 3 дена, на 22 мај 1944 година, таа починала кај селото Саса Делчевско. Вера Јоцик е воспеана во прочуените песни Очи и љубов од Ацо Шопов. 3 дена на рацете носевме збрана, со тага и болка во погледот црчен, и секоја капка од твојата рана, по крвав жар ми капеше в срце. Вера Јоцик била прогласена за народен херој на Југославија во 1951 година. Годинава основно училиште во Скопската општина Гази Баба, кое го носи незиното име, прослави 50 години од своето постоење.